Средното стручно училиште Перо Наков денеска организираше отворен ден во рамките на кој идните средношколци имаа можност директно од учениците и наставниците да се запознаат со образовните профили со кои располага училиштето. Во продолжение проследете ги изјавите од учениците и директорката на Перо Наков Мила Живак Димковска. Нашето училиште организира отворен ден за деветоделенците, така да направивме една организација преку штандови за промовирање на профилите и струките што ќе ги нудиме за деветоделенците за следната учебна година. Исто така имаме и тимови кои што ќе ги водат нашите гости, поучилници, кабинети, работилници, спортска сала. Ќе имаме различни организирани игри и квизови за да ги привлечеме деветоделенците и да им покажеме како е да се учи во нашето училиште. Следната учебна година во економско-правна и трговска струка ќе имаме 3 профили и сите се дуални паралелки. Значи 2 паралелки од техничар за трговија и дигитален маркетинг, една паралелка бизнес администратор и една паралелка економски техничар. Во текстилно-кожарската струка исто така сите се дуални паралелки, техничар за изработка на облека, техничар за обувки и техничар за дизајн на облека. Во уметничката струка графичкиот дизајнер и во спортската академија одсек кошарка. Моја лична препорака за идните деца кои што ќе додат тука да учат прва година, тоа е сегашните деветооделенци, е дека овој смер е за луѓето кои што сака да се пронајдат на вистина во струката која што работат. Бидејќи графички дизајнер е смер што е многу, за разлика, многу поразличен од останатите смерови во овој училиште и по пракса, и по составот на предметите, и по начинот на професорите на кои што предаваат и нивниот пристап, од кој што ние како генерации што имаме учене тука сме прилично задоволни. Ова е место каде што се надоградува струката и се усовршува бидејќи добиваме позитивен фидбек од професорите и од наставниците кои што ни предаваат. Добиваме простор да се тренираме себеси и нашите, да видиме докаде одат нашите лимити. Би го препорачала на деца кои што не се дојдени тука само за да го протераат средното училиште, бидејќи смеров бара многу физичка работа и доста умствена работа која што не се изразува тука како што се изразува на другите смерови, како што спомнав, поразличен од останатите смерови во училиште. Така да мојата препорака е не е за секого, но за тие што верувам дека ќе се пронајдат во овој смер. Тоа ако сака да биде правник, ние од тука му нудиме да биде судија, адвокат, ќе го научиме како да закони, устав на Република Северна Македонија и освен тоа што ќе го избере овиот смер, ќе добие стипендија. Стипендија 500 евра годишно. Ако сака да биде сметководител, банкар, овој смер ќе го избере. Зошто? Овој смер е и мешан, и наспрема бизнис и правник, се е во едно. Имаме во 3-та и 4-та година 2 изборни предмети, јавни изборни предмети, каде што се учи и делот економски предмети, правни предмети. Освен тоа што се правни предмети, во правни предмети, ако избереме јавни администрации, имаме да не водат каде што во Народна банка, во затвор, во собрани имаме, учествуваме, нашето училиште учествува за имам став. Јас сум Горена Величковска, ученик во струка текстил, кожа и слични производи. Образовен профил техничар за обувки. Во овој профил учиме како од една обична идеја да направиме вистински производ обувка. Учиме да цртаме модели, да дизајнираме, да работиме со различни материјали и да изработуваме готов производ. Наставниците се стручни и посветени на нас учениците, да разбереме зошто тоа што го учиме е важно во реалниот свет. Она што е најинтересно е што не учиме само теорија, туку имаме и практична настава во училишна работилница и во реална фирма на реално работно место. Еден ден во неделата одиме на пракса во компанија, учење преку работа кај работодавач. Таму имаме ментор. Со негова помош се стекнав со искуство, вештини, тимска работа и способност за собствен бизнис за производство на обувки во иднина. Дополнително во профилот техничар за обувки, дуална паралелка, взимаме стипендија секој месец по 3500 денари. После завршување на средно образование имаме повеќе можности. Можеме да продолжиме со високо образование, можеме да продолжиме во модна индустрија како моделари, креатори, можеме да работиме во фабрика или
дури да започнеме собствен бизнис. Според мене, ова е одличен избор за сите што сакаат да бидат креативни и да работат нешто практично. Јас сум Бојана Костадиновска од училиштето СОУ Перо Наков. Моја препорака е да запишете во техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека. Уште од средношколските денови се стекнуваме со многу знаења, учиме од познати работодавачи, правиме модни реви и учиме да шиеме, кроиме. Во уметничката галерија при Националната установа Музеј Куманово деновиве беше отворена групната годишна изложба на учениците од 1 до 4 година од Средното општинско училиште Перо Наков, кои посетуваат настава по стручни предмети од областа на уметноста. Посетителите имаа можност да разгледаат богата поставка од уметнички творби изработени во текот на повеќе учебни години. Изложбата опфаќа дела реализирани во различни графички техники и форми, како и цртежи и слики изработени во повеќе техники. Во рамките на одбележувањето на 24 мај, ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, денеска во Занаетчиски дом се одржа ученички видео натпревар под наслов Од азбука до алгоритам, приказни што живеат. Настанот е во организација на Сдруженијето на просветни работници Куманово, поддржан од општина Куманово. Како продолжение на минатогодишната ликовна работилница во чест на Свети Кирил и Методи и претходно литературната работилница, годинава Сдруженијето на просветни работници одлучи да ги активира и потикне најмладите, учениците од основните училишта, 7, 8 и 9 одделение, како и средношколците да креираат и творат видео приказни. И тоа во чест на нашите сословенски просветители Свети Кирил и Методи. Затоа денес сме тука да ја славиме нивната ангажираност и ентузијазам, потикнати од нивните ментори, создадоа прекрасни видеа, кои што ќе имаме можност да ги проследиме во целост. Тука и тричлената жири комисија, која што ќе треба да гласа по однапред утврдени критериуми преку формулар, транспарентно, за да на крај од настанот сите присутни, учениците, нивните ментори, директорите, како и вие, ќе ги проследиме резултатите. Сите прво, второ наградени, трето наградени ќе бидат присутни на свечената седница на 2 јуни по повод доделување и прогласување на просветен работник на 2026 година. Учениците покажаа голема креативност и затоа денес ќе имаме можност да уживаме во нивниот креативен видеонаратив, во оригиналниот израз на почита кон ликот, делото и значењето на сословенските просветители Свети Кирил и Методи. Од друга страна би сакала да истакнам и дека ние како здружение ќе ги споделиме сите видеа на нашите социјални мрежи како и училиштата, а воедно ве поканувам и вас и сите останати на таков начин со споделување на видеата да ја шириме светлината на словото на Кирил и Методи, светлината на буквите, на просветителството, на културата, на јазикот и на нашиот идентитет. Изминатите години во рамки на настаните организирани од Сдруженијето на просветни работници Куманово, творите прекрасна поезија и проза, на паноа сликарски изразувавте вашата перцепција за нивното значење, а денеска ќе погледнеме кратки уметнички видеа осмислени од вас. Она што за мене е инспиративно е начинот како преку овие надпревари се стимулираат учениците преку секоја уметност, вештина, да ја потикне творичкиот потенцијал и да се представи делото на Кирил и Методи. Не сум изненадена, бидејќи Сдруженијето на просветни работници од Куманово ја сватија сериозноста на својата мисија и тоа не е помалку лесна во однос на мисијата на Кирил и Методи. Само времето, условите, учесниците се сменети. Но идејата дека образованието, културата се двигатели на општеството, останува непроменета. Во далечниот 9 век браќата знаеле дека за да се описмени народ, да се стави во вера, да се заштити културата, јазикот од силното германско влијание, прво морале азбука соодветна на словенските јазици да направат, па да ги преведат од црковните книги, да ја шират верата преку отварање на црковните училишта и најважно да создадат следбеници кои ќе продолжуваат мисијата.
На градскиот плоштад викендов се одржа традиционалниот маскемал Батко Ѓорѓија, на кој продефилираа над 500 ученици од основни и средни училишта. Со уникатни маски, 22-то издание на маскембалот го отворија дечињата од објектите на градинката Ангел Шајче. Сите учесници добија благодарници, бидејќи манифестацијата годинава е со ревијален карактер. Во име на општина Куманово присутните ги поздрави секретарот Емилија Сларидис Јаневска, која меѓу другото истакна: "Посебно ме радува што денеска овде на градскиот плоштад имаат можност да продефилираат над 530 дечиња со 14 групни маски кои преку својата креативност, фантазија и желби ќе ги изразат своите мечти и соништа." Во организација на Драмскиот клуб, кој оваа година одбележува и значаен јубилеј 15 години постоење и работа под менторство на професорката по македонски јазик и литература Сонја Тодоровска и во рамките на одбележувањето на големиот јубилеј 80 години гимназија Гоце Делчев, вечерва репризно ќе биде изведена театарската представа "Крв не е вода". Представата, чиј текст е авторско дело на ученичката Мила Димковска, на премиерата донесе силна и емотивна приказна која ја воодушеви публиката. На сцената блеснаа ученици од 1, 2 и 4 година, покажувајќи исклучителен талент, посветеност и љубов кон театарската уметност. На 5 мај имавме премиер по издание на представата "Крв не е вода" во рамките на јубилејот 70 години гимназија Гоце Делчев и уште еден јубилеј 15 години од Драмскиот клуб во гимназија Гоце Делчев под моје менторство. Јас публиката само сакам да ја потсетам на некои представи, сигурно ќе се сета, тоа се "Крв не е вода" сега, понатаму од Камистанка, "Кој е овде луд", "Нашата Коштана", "Тој моје срце лупа за тебе", "Радован трети" и вкупно 17 представи реализирани под моје менторство досега во нашата гимназија. Сите беа со прекрасен прием кај публиката. Представата "Крв не е вода" е нешто посебно. Тоа е представа на текст на Мила Димковска, моја ученичка, на која што не само што име професор, туку и бев класен 4 години. Изворедна ученичка која што постигна првни резултати по сите предмети. Сега гимназисково образование на моје огромно задоволство го завршува со ова прекрасна театарска изведба, свој текст како спој од две култни драмски дела од нашата литература, тоа е Чорбаче Теодос од Васил Виловски и Дивомесов Горан Стефановски, споен со нашата денешница. Во драмата учествуваа ученици од 1, 2 и 4 година. Сите функционираа како едно во диригентската палка на Мила Димковска и под моје раководство. Јас сум Богдан Силовски, ученик на 4-та година, се решим во Доран и сум Чорбаче Теодос за представата "Крв не е вода". Јас сум Елеонора Лексовска, ученичка во гимназија Гоце Делчев и дел од представата. Ова представа не е само обична приказна, туку изведба исполнета со многу енергија, труд и посветеност. Вложивме многу љубов во оваа представа и публиката тоа го виде и ни пружи голема поддршка. Сам Александра Марковска, ученичка во гимназија Гоце Делчев, имав чест да учествувам во гимназиската представа "Крв не е вода", инспирирана од делата Чорбаче Теодос и Диво Месо. Во представата го томнував ликот Емили, правнука Ана Димитрија, и преку овој лик успеав да искажам емоцијата, силата и длабочината на еден современ лик, кој се така е поврзан со семејните претности и конфликти. Ово искуство ми помогна иште многу повеќе да изразам мојата креативност, самодоверба и љубов кон сценската уметност. И всушност преку ова сватив колку театарот можеше силно да тренесе пораки и да ги поврза луѓето заедно. Плазма спортските игри за млади како најголема аматерска спортска манифестација во Европа. За прв пат се организираа во Македонија во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија со поддршка од владата и Министерството за спорт на Македонија. Градоначалникот на општина Куманово во петокот во спортската сала свечено ги отвори игрите како масовен спортски настан со цел преку спортот да се обединат учениците, промовирајќи здрави животни навики, ферплеј, пријателство и позитивни вредности. Државните победници во сите спортови категории ќе учествуваат на меѓународното финале во Сплит, Хрватска, заедно со победниците од Србија, Босна и Херцеговина, Словенија и Хрватска. Најпрви во оваа прилика сакам да се заблагодарам на Федерацијата за училишен спорт на Македонија, Министерството за млади и спорт, владата
И секако тоа е плазма организацијата на детските игри во Македонија. Куманово има можност да биде домаќин на овој голем спортски настан кој што е за учениците од основни училишта. Покрај Куманово, тука се и градовите представени од регионот или целиот североисточен плански регион, една прекрасна гледка да се виднат млади ентузијасти кои што еден ден добар дел од нив би требало да завршат и како професионални спортисти, а ние во оваа прилика повторно искористиме можноста која што ги дава нашата реконструирана спортска сала, која што верувам дека до крајот на оваа година и комплетно партнерно ќе уредиме и ќе продолжиме како град да даваме свој допринос за развој на спортот не само во Куманово, туку во државата со изградба на дополнителни спортски капацитети и подобрување на условите за спортување, особено на нашите најмлади. Од денеска до 20 мај ќе се изврши дератизација против глодари и третман против бубашваби во канализационата мрежа на територијата на општина Куманово. Доколку временските услови нема да бидат соодветни за извршување на предвидените активности, третманите ќе бидат одложени за наредниот период кога временските услови ќе бидат поволни, објави општина Куманово.